Ајде да почнеме официјално. Здраво дечки, јас сум Кика Авеира и сме повторно на каучот со тема за која што ни е гајле, заедно со Ирина од Арна. Ќе си направиме многу добар муабет, се спремаме, иако прв пат се запознаваме. Здраво да ти кажам прво. Здраво, Кика, официјално. Фала што ме покани на каучот, удобно е. Темата исто се надевам ќе ни е удобна, ќе збориме за различни работи, да, ама денеска исто ќе се задржиме за нешто што ни е приоритетно. Така. Ќе ни кажеш малце збор два за тебе и за Арна и ќе преминеме и на челендже? Не. Предизвика, така? Меѓутоа предизвика затоа што имаме отворен надпревар и отворен повик за млади кои што имаат, да речеме, понадпреварувачки дух, затоа што станува збор, еве, одма директно на суштината зашто сме тука и зашто им се обраќаме на младите, зашто преку Кика, затоа што во моментов во Арно имаме отворен повик за млади луѓе кои што имаат идеја со која што би придонеле кон решавање на некаков општествен проблем и не општествен нужно, можно и еколошки, меѓутоа сакаат да бидат дел од програма, која што ќе избере тимови, која што ќе им понуди на тие тимови секакви видови на знаење, значи од тоа како се основа бизнис, како се гради бизнис модел, што е тоа социјално предпријатие, како се пресметуваат трошоци, комуникацијска стратегија, како се прави маркетинг стратегија, нели, сите можни аспекти сите работи што им требаат на едно функционирање на социјално предпријатие, ќе им понуди и ментори и ќе понуди и парична поддршка, затоа викаме дека да речеме некаков вид челендж, затоа што треба да се стигне да се заслужи таа финансиска поддршка. Ни требаат групи на луѓе кои што имаат некаква идеја и кои што им треба помош за таа идеја, да ја реализираат, да направат да отворат бизнис, така? Не нужно, значи не бараме ни од младите што ќе се вклучат во програмата, кога ќе заврши да отидат во централен регистар и да основаат нешто. Сакаме да им понудиме учење пред се, го викаме овој како наш мини MBA курс, значи да научат се за бизнисот, да научат и за социјалното претприемништво. И ако преминат, ако бидат во оние два тима кои што ќе победат, ќе преминат во инкубацијска фаза, ќе одат на регионално ниво и ќе запознаат други млади и после на нив дали сакаат нешто да официјализираат. Ние се надеваме дека да, затоа што пазарот кога веќе го истражуваат и кога веќе има токава помош и поддршка, убаво е веднаш да се реагира, пошто една идеја која имаш сега, ако ја развлечкуваш и разводнуваш, може да не е релевантна после 2 години. Така, кажи ми, има некакво ограничување за какви идеи? Немаме ограничување за идеи, единственото ограничување во однос на возраста, бараме млади кои што се на возраст од 18 до 35 години, мора да се во тим, значи она што го препознаваме во нашата култура е дека ние треба да научиме да соработуваме повеќе. Дефинитивно. Не може, значи бизнис е осуден на пропаст ако е one man или one woman show. Нема шанси. Во некој момент ќе затреба човек и многу е полесно кога од самата идеја, кога е во зародиш, кога се прави бизнис моделот, да се тим на луѓе. Так. Значи не само да, ние имаме обуки, може ќе се покриваат, еве временски, пак си бара програмата некаков комитмент, значи да доаѓа да ги слушат. Кога се тим може да се поделат, да си пренесат знаење, нели, сите имаме и other lives во ова се што го правиме, меѓутоа идејата е да се изградат тимови, да се изгради таа култура на соработка. Так. Ние мора да делуваме и на тоа поле, затоа што се повеќе се гаат индивидуалци, ама ако сакаме да успеваме, не само во бизнисот, и како општество, ние мора да научиме да соработуваме. Така, кажи ми, ова се одржува втор пат, така? Втор пат се одржува, ние го викаме Rise Journey, проектот се вика Regional Incubator for Social Enterprises, регионален инкубатор за социјални предпријатија. Кажав дека е регионален проект, еве ќе ги спомнам и кои се стои позади ова. Станува збор за конзорциум
кој што е составен од имаме мешани луѓе од Балканот и од Европа, група СОС, понатаму ги имаме мрежата на млади од југоисточна Европа, германско-француска канцеларија за соработка, имаме агенцијата, француската агенција за развој и уште еден донатор кој што стои позади сето ова, тоа е регионална канцеларија за младинска соработка, исто позната и како РАјКО. И тоа се луѓето кои што се дел од конзорциумот, а ова се, значи ова што Арно го прави во нашата земја, го прават и други инкубатори во цел Западен Балкан, нешто више се во Босна, Смарт колектив се во Србија, Јунус центарот е во Албанија, во Косово се Балканска зелена фондација и во Црна Гора се Технополис. Секој во својата земја имплементира програмата, бира по 2 тима и идат нели на регионално. А можеш да ни кажеш од пример од минатиот пат некоја идеја, не знам, што имало, како имало? Можам да ви кажам дека имавме 8 тима, да ти кажам и да им кажам. На сите нас. На сите да ви кажам дека имавме 8 тима кои што ги избравме. Значи првин се аплицира, па ги бираме најдобрите тимови кои што влегуваат во таа идеацијска фаза. Имавме различни тимчиња, например имавме млади кои што се занимаваат, кои што има идеја од лушпите од портокал да прават есенцијални масла, органски производи, освежувачи за воздух кои што не се во струја на хемикалијата. Значи, пример на циркуларен бизнис, на модел на бизнис. Имавме млади двајца архитекти од Битола кои што има идеја како да направат една паметна канта за рециклирање на отпад во домот, значи да не фаќа многу место, да е лесно достапна, пазарна, значи да може секој да си ја дозволи. Имавме тимче едно кој што во моментов ја развива идејата, иако не влегува во инкубацијска фаза, тие продолжија да работат на својата идеја, што и тоа е намерата, значи не мора сите да победат, доволно да си развијат идејата. Не може сите да победат. Не може, треба и тоа исто да го учиме како култура, дека процесот е битен, не само на крај кој ќе добие сертификат, средства, битно е да си добиеме поддржувачи, нели знаење. Да. Ке имаат во зоолошка, ми се чини сега, поставување на една нивна машина за парички. Многу интересна, во Америка ги има овие машини, фрлаш паричка, врти во многу интересно и те тера цело време да фрлаш парички. И тоа е како нов фандрейзинг метод што мобилизира многу луѓе им да уживаат како врти паричката им. Оној краудфандинг не е онлайн, значи не се прибираат средства онлайн, ама во офлайн светот многу луѓе кои ќе фрлат многу парички, тие парички можат да одат во навистина корисни цели. Конкретно на тимот на ЛОЛ, темата му е бездомни животни, сакаат да го решат тој проблем преку ваков метод на прибирање на средства. Да, и во зоолошка има поента, да. Да. Тоа се дел од примерите. Има уште, имаме победници, нив морам да ги кажам, затоа што они интензивно работат, кај дај ќе се реализираат идеите. Имаме Скопје Go Zero Waste, млади кои што ќе отворат првата за почеток онлайн продавница, каде што ќе се купуваат производи без амбалажа или производи кои што се корисни, од типот на бридж кој што не е пластичен, туку се менува само металниот дел, значи да се реши тоа, да се добие продукт што е almost zero waste. Ке имаме четки за садови кои што се реупотребливи, кои што се надправени од отпад. Здравје кога ќе биде офлайн таа продавничка, ќе купуваме шампон на точење, детергент на точење, значи да се скокне амбалажата. Може би млеко, јогурт, сега не знам, зависи до кај ќе одат и они со амбициите и можностите. Тоа е еден победнички тим и другиот победнички тим ни е Football Frame, они прават онлайн платформа за фудбал, ама не фудбал во смисла на колку милиони се трансферите, туку фудбал како средство за инклузија, интерес, женски фудбал, родови теми. Значи го користат фудбалот како сторителинг за општествени теми. Така. И сите овие примери имаат еден аспект на социјалност, на помагање на животната средина или на луѓето. И тоа е, нели, затоа се вика социјално претприемништво, нели? Можеш да ни кажеш малку повеќе што
што е тоа, значи еве јас знам, ама Ќе кажеме, да видиме што е тоа. Социјално предприемништво јас го дефинирам, мислам бегам од сите овие EU дефиниции, сега има и многу дискусии на светско ниво. Еве наједноставно за младите да разберат е бизнис модел преку кој што се генерира профит, значи се прават пари, money are not evil, ама тие пари одат во повисока цел, во една мисија. И од самиот старт се знае, за разлика еве, го споредуваат социјалното предприемништво со општествена одговорност. Фирмите гледаме дека се почесто донираат, имаат исто ни некои повисоки цели, меѓутоа разликата кај социјалните предпријатија е што тие најчесто и доаѓаат од оние кои што имаат потреба од таква социјална мисија. Значи се основани од самиот старт се знае за кого се направени. Не е еднаш да правиме профит, па еднаш годишно да го доделуваме за самохрани мајки, следниот пат за кучиња, туку најчесто е самите луѓе кои што имаат некаква потреба. И социјалните предпријатија се малечки. Значи не збориме за големи фирми, збориме за мали бизнис идеи кои што се локални, си го решаваат сами на себе проблемот преку предприемништво. Мора да се прави профит. Не се чека на пари, на донација, во рета да се добие некаква помош, например, за да се почне, како во случајот со Рајс програмата, се добие некаква поддршка, меѓутоа мора да има бизнис модел што ќе рече што понатаму кога ќе завршат тие пари од грантот, од таа поддршка која што сме добиле на почетокот. Мора да е самоодржлив. Самоодржлив. Тоа ќе го кажав. Може малце на кратко да спомнеме и за Арно, што всушност прави и го организирате овој челендж, како може да се пријават луѓето и после да почнеме со другото, не поврзано, ама да одиме малку пошироко. Подлабоко, да. Важи, Кика, нема проблем. Арно е Здружение за социјални иновации. Настанавме во 2013 година. Нашиот слоган е ние сме Арно, ние правиме добро. Еве сме. Ние правиме Арно. Да. За Арно за убаво исто често ни го викаат. Архаично звучи името, тоа е затоа што пак ќе се вратиме, сакаме локално пред се да делуваме, да си ги решиме проблемите и предизвиците тука, а не таму некаде далеку, затоа името исто ни е локално. Инаку името е кратенка од Асоцијација за развој на нови опции. Тоа може да го кажеме за себе, дека секогаш сакаме да правиме нешто што никој друго нема направено. За социјално предприемништво сме пионери, затоа што исто бевме ни од првите во земјата кои што го тестираа бизнис моделот. Значи не дека ние само им кажуваме на младите правите вака или така, него и ние самите се ставивме во чевлите на социјални предприемачи. Во 2013 почна нашата соработка со Средното угостителско училиште Лазар Танев. Сакавме да отвориме социјално предпријатие ресторан, по примерот на Джейми Оливер, 15 во Лондон. Ја бев во Лондон, бев кај негов ресторан, се вратив тука и мислев дека така, преку ног работите ќе се реализираат, и кога сватив дека не е можно, реков, окей, ајде да видиме што може да се направи со оваа реалност, што ние, затоа што ние знаеме кај живееме, нема сега да продаваме некакви розови приказни. И си најдовме супер партнер, школото, што ни ги отвори вратите и рече, ајде да правиме нешто тука, со ова што го имаме. И правевме часови за готвење, ги продававме во партнерство исто и со други здруженија, и со други познати готвачи. Ги продававме часовите за готвење и продававме престилки, еви лажичка, може да покажеме. Куле да се кулинарни се вика таа иницијатива. Со идеја да не само тестираме што значи да се прави бизнис модел и да се направи нешто што стварно генерира профит, туку и со идеја да работиме, делуваме во дел што препознавме дека и такако треба да се работи. Во нашиот случај тоа е стручно образование, готвачите кои што треба да се мотивираат повеќе, да се ја засакаат професијата. Секој втор оглас, барем тогаш во 2014 беше барам готвач, нудам солидна плата, а од друга страна младите па не беа многу мотивирани за стручно образование. И ние работевме токму со овие млади готвачи, 3-та година средно, кои што беа помошници на часовите за готвење. Профитот што го правевме ние од продажбата на часови за готвење, ваучери продававме, кој сакаше може да дојде да научи нешто да готви.
Го инвестиравме во нив. Ги сликавме со професионален фотограф. Им купивме униформи со извезено нивно име. Обуки за како се пишува CV, како се преговара за плата, комуникација во група, како се слика храна за да се постира на мрежи, за да се само продадат. Еве, вработувањето не секогаш треба некој друг да ни го реши, некогаш може сами да си го решиме преку само вработување. Да. Сами да отвориме некаков бизнес и значи тоа беше нашата социјална мисија. Парите што ги добивавме од часовите за готвење ги инвестиравме во младите готвачи и ето тоа е заарно, на кратко да кажеме дека не само го промовираме како концепт, туку пробуваме и ние самите да бидеме пример на нешто, затоа што знаеме дека е тешко да се поверува дека може дека и нас да се прават работи. Нема да лажеме, тешко е, ама може. Тоа ќе те прашував следно, што од твое искуство, од искуство на организацијата, колку има интерес кај нас за вакви работи? Тешко е да се мери интересот. Да, има. Мислам, веруваме дека сме препознаени во кругови, ама не знаеме колку излегуваме од тие кругови, затоа вака се трудиме да допреме до што е можно поразлична таргет група. Има голема апатија, особено сега после COVID, затворени дома, сега веројатно си последните денови кога може да излагаме надвор или кога нема факултет или не е уште почнато школа и младите не се многу заинтересирани, не реагираат особено во делот на тој комитмент дека сакаат да учествуваат во програма или реагираат млади кои што традиционално реагираат и се пријавуваат, имаат бенефит едните исти млади. И нас тоа ние сакаме да допреме до оние кои што можеби се колебаат или уште не им е јасно што е ова, нив да ги измотивираме затоа што треба да и они да учествуваат во некои вакви програми. Без разлика што е крајниот процес. Само за нив да научат што е вирман и што е нето и бруто плата, хонорар, нас ни е успех затоа што и тоа се граѓани кои што се дел од овој заеднички развој на земјата. Да. Многу често за да стигнеш до негде, за да направиш нешто, мора да има еден подолг можеби период каде што ќе работиш, а нема да гледаш резултати или ќе работиш за без пари или и јас од лично искуство, толку многу сум работела претходно и на пракси, на ова и на она и за без пари, за да стигнеш до некаде. И мислам дека тој момент на сега ќе пројде долго време додека се случи нешто, мислам дека тој момент ги колеба многу луѓето. Да, треба да се работи поише на таа култура на учење, дека се што им се пружа треба да се зграби. Ова зборам од аспект на млад човек, јас некако сум имала среќа и привилегија да ми е тоа јасно во животот и јас сум волонтирала, сум работела се и се што, затоа што сум препознала дека утре друг ден можеби тоа ќе го монетизирам некако, ќе го уновчам. Да. Србите имаат интересен збор уновч. Да. И таа култура кај младите се помалку ја гледаме, некако е се пасивно, пак ќе кажам, ајде пандемија, се што се случи навистина е тажно, многу работи се преиспитуваат, се менуваат кариерите, образованието не е соодветно. Еве и тоа да им се каже на младите, што правиме ние, која е улогата на нашиот сектор. Граѓанскиот сектор, третиот сектор пополнува таму кај што не можат државниот сектор, еве тоа формално образование да речеме, или приватниот сектор. Ние нудиме нешто што можеби во школа не се учи или не се учи на забавен начин. Сигурно не се учи. На забавен, недоволно забавен начин. Се има предмет предприемништво, се прави. Нашата земја е окей со легислативи, гледаме да превземеме добри практики, негде потфрламе во имплементација, ама за тоа, например, ние се трудиме со професори да работиме. Затоа што вака, кога имаме обука, ќе дојдат 20 млади, ќе учествуваат во програма и тие 20 после прашалника колку ќе останат и во земјата. Ако работиме со професори, они проаѓаат со 200 млади во генерација. И тука има голем импакт. И треба да им е јасно на младите дека се што им се пружа треба да се зграби, затоа што нема многу шанси. И потешко е сам кој истражува човек. Еве и ти сама знаеш дека
потешко е кога полесно е кога некој ќе сервира, ќе изжвака, па програма е, интересно е. Да. Тука мислам дека треба да се поентира. Мојот личен пример е дека јас се што работам денеска, ништо од тоа не е научено во школа, ниту на факултет. Значи јас студирав нешто сосема друго од она што го работам сега. Верувам. Класика. Да, и сето тоа сум го научила сама или од некој вака програми или работилници кои што во моментот да идеш на таа програма, ама си као учам нешто, правам нешто, колку да не седам дома, онака да не правам ништо. И така е скрос окей, легитимно е, дојдете, не значи дека се може да ги интересира или да им е корисно, ама треба да се иде надвор од таа комфорт зона, надвор од Netflix and chill, немам ништо против Netflix и јас гледам, ама тоа седење дома во 4 зида и овој менталитет не чини кај нас, нема шанси кај нас, тоа едноставно е формула за неуспех. Да, она нема да биде лесно. Не е лесно, нормално дека не е лесно. На крајот на денот ништо што вреди, што станало така големо, не било лесно. Така е. И не може исто мислам многу од младиве ставам и јас во нив, значи размислуваме, сите сакаме директори да бидеме. Уште еден менталитет, менталити issue, не знам, култура е некоја тоа. Да, мислиме ќе излеземе од факултет, ќе завршиме факултет, ти си завршил работа, сега очекувам обавезно, не знам колкава плата и не знам така. Затоа што немаме мерит систем, затоа што не се цени знаењето, туку ете некаква диплома, сертификат. Јас сум алергична на сертификати и особено на млади кои ќе прашаат дали ќе делиме сертификат. Зашто сертификат? За да додалам јас некому нешто, треба да го измерам знаењето, дали стварно нешто се научило. А ако дојдете онлайн и со изгасени камери седите и после на крај побарате сертификат, тоа е рецепт за пропаст. Значи, ама зошто ти е тој сертификат? Не знам, има феномен, сите млади почнуваат да бараат сертификат, во CV се листа. Еве јас како веќе подолго време да не си ги издавам годините, ама сум од оваа улога на работодавец. Јас не гледам CV, ја гледам дали некој знае да направи нешто. Да. Не ми значат ништо 20 сертификати или NGO туризам на толку обуки се отишло. Да, покажува нешто дека човекот имал амбиција, е динамичен. Се интересирал, да. Океј, легитимно, ама за стварно да проценам дека некој има вештина или сака да учи, други прашања се и сосема тотално опозит од ова ќе имали сертификат ако дојдеме. И тоа да, тоа тука негде иде паралелно со сакам да бидам одма директор со прашањето ако имали сертификат. Тоа е таа некоја чудна меѓугенерацијски феномен. Јас кога бев, ние не бркавме сертификати, не знам што бркавме, препораки вајда. Ама сега тоа со сертификати, сакам одма нешто да бидам на позиција, се скокаат работите. Ја спомна волонтирање. Јас сум чекала шанса некој да ме викне да волонтирам. Да. А не сега одма, не ќам да волонтирам, дајте ми асистент или координатор. Мислам, има скалила како се учи нешто. Јас гледам многу потенцијал во овие нови генерации, во Gen Z. Многу како ги гледам како функционираат и пораснати се со интернет. Значи, они не се сеќаваат на време пред интернетот, како ние што се сеќаваме, пример. И она, како држиш телефон кој им викаат на малите? Вака. Да, вака држат. Ало, вака, ние сме уште ало. Да. И дури има и една као борба помеѓу Gen Z и Millennials. Немак Gen Z биле боле, па да, треба да се боле. Треба. Секоја нова генерација треба да е боле од претходната. Да, и мислам дека особено со сево ова што го проживуваат сега, и со пандемијава и со све, они мислам дека многу повеќе и се активираат, и се активни, тоа е мојот впечаток. Се надевам дека
дека го делиме, е така. го делиме впечатокот, особено во ова што викаш вредности. Многу полесно новиве генерации препознаваат дали нешто е, например, greenwashing или вистински има во себе вредност. Они се свесни за конзумеризмот. Не купуваат од брендови што мислат дека не им се окей. Така. И тоа е многу убава, моќта е кај индивидуалецот исто. Ако сега јас зборев и за соработка и дека не знам, има вакви или онакви трендови или феномени, ама интересни се новите генерации баш во тие вредности. Да, и забораваме дека да, секој од нас е, нели, еден човек, ама ако сите направиме по нешто мало, можеме да направиме нешто доста големо. И покрај тоа што, нели, се мисли, не може кај нас, Да. ништо не функционира кај нас. И види, јас не ги осудувам во никој случај младите што си одат од државава, затоа што секој од нас гледа, нели, подобра перспектива. Ама на крајот на денот не значи дека и тука не може нешто да се направи. Апсолутно, и ова социјално предприемништво е интересен одговор, затоа што еве малку друга перспектива за пошироката тема, што е со економијата. Нема да може во вечно да иде. Тоа економски раст е веќе застарена дефиниција, затоа што растот мора да е компатибилен со ресурсите. Ние како човештво, зборам глобално, кога ќе ги искористиме сите ресурси, нема да има веќе раст. Како може да има раст или како може да се мери GDP ако се е загадено? Мора да е човекот во центарот на економијата, овој human-centered approach. Мора да е еднаков развој. Не може, нели, богати, сиромашни, јазот да е се поголем и ние да збориме за раст на економија. Тоа е ендек. Интересно е што, еве, ние знаеме кај живееме во земја со таков и таков степен на развој, со нееднаквости, предизвици, економски проблеми, секакови еколошки проблеми. Баш е прав моментум сега ние да мислиме за таков вид на економија. Не да одиме како по примерот на другиве богати држави, што си имаат своји проблеми, туку да се тргнеме од локалното и да видиме како кај нас може да решиме на локално ниво со тоа што го имаме, дали е можно нешто да се реши, да се има друг процес на развој, затоа што не може, нема формула. Секоја земја е различна, има различни ресурси. И ја не ги судам младите што си одат, ама на овие што се тука, тоа пробуваме да им кажеме дека не треба се чека. Пасивноста е таа што убива. Треба нешто да се превземе, макар изгрешиле. Тоа culture of failure. Мора. Да, значи ако имаш ти некаква идеја, ако сакаш нешто да направиш, никогаш нема да знаеш дали тоа ќе успее ако не пробаш. Апсолутно. Значи ако макар и да пробаш за да сватиш дека не сакаш тоа да го правиш. Да. Има многу млади кои што не знаат што сакаат во животот, и јас сум била таква. Не знаат што сакаат, не знаат што да работат, на каде да се насочат, што е тоа многу нормално. Меѓутоа, колку повеќе работи пробаш, толку повеќе ќе знаеш барем што не сакаш. Така е. Или зашто не те бива на крајот на денот. Да секој не бива за нешто не набива. Тоа е нормално. Така. И па ето го пак тоа со тимовите. Или да најдеш некој што го бива за нешто и да се здружиш, едноставно идеме заедно. Да. И затоа овие вакви работи се многу интересни не е дека нема можности. Не е дека нема можности. Има можности, има и пари, кои што може да се добијат. Не само во овој случај, општо. Има и фонд за иновации, има повик за млади тимови, се дава до 25.000 евра, значи не мора да имаш регистрирано ништо. Се малце посериозна апликацијата, веројатно пологично е првин ваква програма да се пројде па да се аплицира таму, ама има можности на светско ниво, никој не вика само тука да се користат. Краудфандинг имаме примери на, јас не ги знам лично, на македонски стартап што е во борд игри. Имаат собрано $300,000 во неколку часа.
затоа што знаеле како да им побарат на луѓето и правиме нова игра, кој сака да е дел од ова, дајте инвестирајте. Да. $300,000 од Македонија, мислам, тим од Македонија. Да. Во саат избориме кампања направена. Да, затоа, значи не е дека нема можности, не е дека не може. Битно е да се охрабриш и да направиш нешто, да превземеш нешто, да се снајдеш на крајот на денот. Тоа е превземање ризик, entrepreneurship, тоа е од Француски, ја не знам француски, не го кажувам зборот на француски да не се изругам, ама тоа значи да превземеш ризик. И вакви програми во Вараес може да аплицираат до понеделник на полнок, не е голема апликацијата, ама е баш пример за safety net. Нема многу кај да сгрешат. Се оди. Имаме вовед во финанси, вовед во комуникација, си има домашни, one-on-one средби, ментор. Колку и да застраниш или колку да не, имаш луѓе кои што викаат чекај, застани, ај размисли за ова вака, не е едноставно одма да инвестираш ти нешто твое или да изгубиш не знам колку време, тоа е мрежа на поддршка. Така. И да сгрешиш, да научиш. И сигурно многу често се случува да дојдат со една идеја и таму да се доразвие идејата и да стане многу поголема или да се развие во нешто поинакво. Така што баш така. Да, верувам дека дури да имаш онака само идеја, пак е многу би било корисно да се пријават и да дојдат. Идеја што е локална, аз пак ќе се вратам на локалното. Може да се тргне, не мора да е тоа идеја сега одма нешто да продавам производ или услуга. Може да е проблем. Ние овие креативите што кружат на социјалните мрежи, баш тоа им го посочуваме. Може би доаѓаш од мало место кај што и сакаш да возиш велосипед. Зошто да не измислиш тура со велосипеди? Па да се ставиш на Airbnb или на Booking, да го нудиш тоа како бизнис. Ем сакаш да правиш нешто, ем си од мало место, може да ти донесе профит некаков кој што ќе се реинвестира. Или, не знам, има старо кино во општината. Зошто да не придеш на општината да речеш, ајде, ќе го реновираме, ќе правиме проекции, ќе ги наплаќаме. Во Загреб има многу интересен музеј на раскинати врски. Museum of Broken Relations. Се може да е музеј, се има некаква приказна кај нас, ама треба, тоа исто го кажуваме за социјално предприемништво. Кај нас има тенденција да се помага, кога мислиме дека на некој треба да се помогне, на некој далеко. Во Африка немало вода и во Неготино нема вода, мислам, или невработеност. Ние сега да решаваме там, ние имаме наши невработени млади. Ајде да се само вработиме или јас како млад човек со одредени, не знам, други ограничувања, да си помогнам сам на себе. Тоа е социјалното предприемништво. Што сакам да решам, ама преку бизнес иницијатива, значи мора да има некаков инкам. Да биде самоодржливо. Сега, кога сме кај невработеноста и кај самовработувањето и се до тоа, прочитав едно многу интересно нешто, вика дека невработеноста расте и покрај тоа што има повеќе слободни работни места. И вика дека бројот на невработените лица во јануари годинава изнесувал 158.681, што е зголемување за 2.249 лица од претходниот месец. И вика дека меѓу другото трендот на пораст на невработеноста во услови кога има толку многу слободни работни места е потврда дека постои неусогласеност меѓу побарувачката и понудата на пазарот на трудот. Зашто се потребни засилени мерки за поттикнување на преквалификација на работниците кои се без работа во согласност со потребите на пазарот. И тука е баш оно што го зборавме исто, дека бираме многу што ќе работиме. Бираме, пребираме, ама и немаме некојаш и соодветно образование. Многу е динамичен светот. Значи, кој треба да влезе во образование, треба да влезат се повеќе приватните компании за да кажат што кадар им треба. Нема потреба ние да едуцираме луѓе за нешто за што више нема работа. Спомнав да јас пред неколку години бев во име на нашата држава на еден настан на Европскиот младински совет, што беше на тема стручно образование и the future of jobs.
И јас си отидов со нашите дрвени лажички, спремна да дискутирам за дуално образование, за како хотели можат slow food тематика, fusion, се што можеше на таа тема, си отидов спремна. И мислев ке збориме тоа за стручно образование. На сцена имаше робот. И така, long story short, дека уопште не се збореше за овие теми кај што нас сега не се актуелни, кај што касниме на 10-15 години, добри касниме во таа дебата, се збореше за концептот да се одучи нешто, unlearn, колку мора ние да сватиме дека работите толку се менуваат, што ние мора пред да се одучиме од некои работи, од таа и да не воле ја викам стратегија, сега ќе менуваме ние предмети, па ќе дојде, не знам, праксата, особено во стручно образование. Reverse mentorship зборувавме за artificial intelligence. Има, например, еден многу интересен екстенжен, ќе ти биде и тебе супер кул, знам. Се додава на браузер, WordTune се вика. Како Grammarly, само што не проверува толку граматика, ама ти нуди реченици тотално прераскажани во повисок стил, можеш да избереш во каков тон, робот, значи artificial intelligence. Си го креваш нивото на пишување едно, не знам колку пати. Веќе во светот има цели адвертайзинг копија што ги прават роботи. Роботот јас што го запознав, Зора се викаше. Имаше можност да збори 17 јазици, работеше диагностика во болница, значи пред да одиш кај доктор, први роботот ти ја прави цела анамнеза. Имаше истиот модел, продаваше облека во бутик, значи нема потреба од продавач. Да. Те прашува кој сајз fits, doesn't fit, кликни тука или му збориш, интуитивно дури крева главата, целе така хуманоиден. И таму беше дискусијата таква и сега невработеност, па не може да се вработат млади што учеле, не знам, са економија на економски, а ние збориме денес за green economy, за low carbon print, збориме за циркуларна економија, завршува кадар што уште за не знам каков вид на економија, за раст збори, а ние збориме за одраст, за degrowth. Кај ќе се вработи тој човек, мислам. Да, многу програмите на факултетите во школите се многу назад. Значи јас учев на финки, учев програмирање. Ти дур да го научиш тоа више 10 години не се користи. Да, не употреби, застарена технологија. Да, тотално. И затоа, пример, ти на факултет најчесто ги учиш основите. Така. И начинот на кој што размислуваш. Да. Тоа исто е многу важно. Ни не мора информации само да трупаме знаење и да употребиш метод или тоа цело доживотно учење за некои професии нема. Мислам, мора доживотно учење да. Да, за сите веројатно. Не знам јас нешто што е затворен систем. Дури јазикот кој ќе го научиш мора нови зборови да се менуваат. Знаеш, кај нас многу долго се одеше со тој мајндсет дека ако за да бидеш успешен во животот треба да си или доктор, или инженер, или правник, или не знам, архитект можеби. И значи, тоа сака и нас е дискутабилно, пошто се многу слабо платени. Да. И сега светот се менува многу. Значи во последните, не знам, 10 години светот веќе е сосема различен. И например, јас сум многу против да бидат луѓе од постарите генерации на чело на тие измени или не знам за еднината, затоа што значи моите родители живееле во свет кој што е сосема поинаков, бил сосема поинаков од денеска. Тој свет во кој што они живееле веќе апсолутно не постои. Значи со измислувањето на не знам компјутерот, на интернетот се е сменето. И дури и можеме да видиме тоа што го спомнавме Gen Z колку по-добро ја користи технологијата. Значи на TikTok се дешаваат неверојатни работи. Значи како они буквално ќе каже еден ќе надополни друг и се случуваат стварно
социјални движења. И се учи многу. Многу Да. се учи. Јас имам TikTok и нели ти предлага содржини кои што те интересираат тебе и тоа е нели целта на таа алатка. Ама да, се согласувам дека предводници треба да се луѓето кои што доаѓаат, а не овие застарени, ама тешко е да се сменат тие позиции на моќ се викаат. Да. И секој си ја држи, нели, и се држиме до старото, до тоа што го знаеме. Ева сега криптовалути, блокчейн, тек допрва не чекаат нас промени за кои што не сме ни спремни да размислуваме, Да. а не па камо ли да образование да ги спомнеме. Да. Ама пејта информацијата ќе дојде во право си, на некој начин ќе дојде до сите нас. Да. Може би не од образование, може би не од медиум, класичен мејнстрим, ама ќе дојде од социјална мрежа. Да, и затоа мора да бидеме во текст со се што се случува и да наоѓаме да го наоѓаме својот дел, онака каде јас да се насочам за да можам да најдам работа, за да можам да се вработам, да заработувам како што треба и да бидам исполнет на крајот на денот. Да имам пристоен живот. Тоа е новата дефиниција и на ова социјално претприемништво. Decent life, decent work, значи секој заслужува да работи, секој заслужува да има пристоен живот. И не може ние да збориме за економија кај што едни ќе бидат добро платени, привилегирани, а да ги оставиме сите што немале можност во животот, да ги оставиме на маргините и да ги шутнеме уште подалеку и не интересира, не си доволно способен. Не може, значи не може раст без да има инклузија. Развој, не раст. Да, реално, особено кај нас, па веројатно и секаде, тој јас на богатите и сиромашните е многу голем. Значи јас читав, не знам сега која година беше, меѓутоа аверидж како средна плата во државава е околу 20 и нешто илјади денари. Меѓутоа имаш огромен дел, значи 50-70% од населението кои што прават по 12.000. Меѓутоа имаме голем дел, тоест не голем, мал, да, и имаме мал дел на луѓе кои што работат, кои што земаат многу пари и тие се тие кои што го креваат тој среден просекот, просекот на плата. Значи ние викаме да просечната плата се зголемува, просечната плата е 20 и нешто илјади, меѓутоа голем дел, најголемиот дел од државата функционира со 12.000 денари. Има многу интересен пристап за тоа. Например, во Полска, во моментот во Македонија се имплементира еден проект за поддршка на социјални претпријатија и тим лидерката е една многу инспиративна жена од Полска. Може би некојаш ќе те запознам, вака неформално. Не мора само за пред камера. Барбара доаѓа од една фондација. Во Полска социјалното претприемништво се развива многу на локално ниво. Например, општината заедно со граѓанска организација сами формираат социјално претпријатие и интегрираат, например, тешко вработливи лица што инаку би живеле од социјална помош. Може да се поранешни корисници на алкохол, на дроги или, не знам, лица со инвалидитет, наместо да живеат од социјална помош, општината вика, окей, ајде да направиме претпријатие што ќе им даде шанса на овие луѓе да работат и сами да заработуваат. Да. Бевме ние во Полска, во посета, во студиска посета, во една огромна мини фабрика, ма пак голем простор, што имаше CNC машини кај што се правеа сувенири. И тие CNC машини може да ги управуваат и лица со инвалидитет, има посебни програми, асистивни технологии. Тие лица одеа на работа од понеделник до петок, се земаа плата, не чекаа социјална помош. Да. Ама самиот модел е пример како може да се реши еден дел од невработеност или што викаш ниско платени. Самите сувенири, самите производи ги купуваа компании. Затоа што беа свесни дека ако купат од тоа претпријатие ќе помогнат на локалната заедница. Самата општина не ги нарачуваш од AliExpress, може поевтино, да. ма поголема вредност има, значи не збориме само за цена, туку вредност. Поголема вредност има ако они ги купат од нивната компанија, од социјалното претпријатие, што од општината. Таа формулата, значи не мора да ние бркаме профит персе, кој што е
се мери со бројка, туку може да бркаме вредност. Сите на крај ќе имаат корист ако тие лица се вработени, квалитетен живот имаат, после и тие нели плаќаат данок од платата. Да. Се е кругче. Да. И колку поубаво го затвориме кругчето на локално ниво, толку полесно ќе ни биде да видиме кај имаме пропуст. Не Да. секогаш е можно, ама има вакви модели, еве се Баш сакаме кај нас да ги донесеме. Да, баш кога им даваш на тие луѓе да се чувствуваат дека прават нешто. Значи не дека молат или питаат за пари што се вика, или чекаат од државата, него баш се чувствуваат што е тоа исто така многу битно. Работна интеграција преку социјално предпријатие. Тоа е еден од најчестите модели на социјално предприемништво. И е супер, и во Тајван сум била и многу сличен пример. И sad тука мора да се потекне, мора да има политичка волја, мора да има некаков закон што ќе рече да, може општината ова да го прави, мора да имаат, например, предност на тендер тие социјални предпријатија. И да не се злоупотребува целиот тој контекст, ама како да еве ги Gen Z ќе ги споменаме, така расте и свеста. Едноставно ние до сега сме научени со гардлеле да не се злоупотреби. Што ако нека компанија земе го свати тендерот или рече дека вработува такви лица, се зголемува свеста и механизмите на контрола веќе не се полицајски, леле, што ако туку се самите луѓе ќе видат од кого е направена таа компанија, ќе рече да, ја сакам да купам од ова социјално предпријатие. И на крајот на денот има многу примери во светот. Не е дека треба ние да измислиме топла вода. Има многу работи што ги има некаде, кои што го има целиот концепт смислено и кои што можат да се адаптираат за нашата држава. Има и еве затоа сега ќе кажеме пак дека ги чекаме апликациите на младите. Слободно нека изгуглаат, нека направат. Тоа е социјална иновација. Ќе ставиме ние линкови и податоци каде можат да се пријават. Со тоа што рокот е краток. Краток, ама и апликацијата е кратка, да не ги плашиме. Рокот е, значи, муабетот ми е дека треба сега да отворат. Одма. Значи, завршува во понеделник на полноќ. Први, како е, шо дата е? Четврти е понеделник, јас го пишував артиклот, четврти е понеделник на полноќ. Намерно го оставаме на полноќ затоа што знаеме дека нели сите со различни обврски сме во текот на денот. Меѓутоа може да се стигне и ако треба инспирација слободно нека прочепкаат по наши социјални мрежи, ќе имаат линкче на Арно, на Facebook, на Instagram. Еве са скоро баш имавме работилница за design thinking и кажувавме за еден пример од Амстердам, каде што од мастики, од гуми за џвакање по улица, што се иначе втор најголем загадувач конкретно во Холандија, 1,5 милиони тони мастики, ѓубре, многу тешко се разградуваат. Ни сами не сме свесни кој проблем се мастики, а ги има. Значи, ја ви за Холандија збориме. Има стартап што прави од такви мастики ѓонза патики, многу убави. Нека го видат, нима материјал, ѓубре кај нас има колку сакаме. Така да може да се инспирираат. Има идеи, еден куп, значи може да се прават толку многу работи, треба само волја и онака да поврзаш некои работи да ти кликне у глава. Треба да се сака и да се има тимче во нашиот случај, ете тоа исто е нешто што мора. Так. Апликацијата исто е кратка, кажавме, може таму не треба никако, значи не оценуваме ние како е напишана, на кој јазик, дали си има експертиза, како се запознавте, кај се запознавте, кој ви е проблемот, од кај доаѓате, колку години, дали сте джендер микс тим, едноставни прашања кои што треба многу едноставно и искрено да се одговори. Така. Тоа е тоа. Добро, останува да ве охрабриме да да видите, да се заинтересирате, доколку оваа опција и оваа можност одговара на вашите интереси, бујрум. Јас сум многу среќна што имаме вакви можности за младите и пак ќе речам, има можности, треба само да се искористат и да се да одберете таа можност која што е права за вас. Ама ако не пробате, нема да знаете. Да, така не е страшно, колку и да изгледа амбициозно.
Така. Јас верувам дека и понатаму би можела да направиме уште некој муабет, затоа што има многу што да се прави муабет. Меѓутоа за оваа епизода мислам тука би завршила. Сакам да ти се заблагодарам на муабетот. Верувам дека ќе кога живееш на партизанска, така е. Не знам дали се слуша на камера. Ако атмосфера од градот, динамик, урбаност, да. Фала ти, Кика, на тебе. Многу ми е драго што имаме ваква урбана, млада девојка, што верува во тоа што го работи и што несебечно го споделува. Фала ти на просторот, фала ти на се што правиш, затоа што знам дека допира до луѓе за кои што веројатно ние досега не сме допирали. Се надеваме. И овие видеа и подкастов е повеќе за малкуте кои што ги интересира, отколку за пошироката јавност. И верувам дека има луѓе кои што се на иста бранова должина со нас и кои што сакаат да бидат. Така, да се наштимат. Да. И на нас, на луѓето кои што го гледаат ова и кои што издржаат до крајот на видеото, тие луѓе кои што ќе го придвижат општеството напред. Јас верувам во тоа, колку и да се. Да. Колку сме, толку сме, влечаме напред. Чекаме апликации, тоа е битно. Да. Да ви се заблагодарам и на вас, на сите кои што го гледате во видео до крај. Видеава можете да ги гледате на YouTube и на IGTV и се гледаме во наредното видео, во наредната епизода со нова тема. Чао. Супер. Дај на селфи.